На месечно ниво инфлацијата кај нас е петта најниска во Европа, изјави премиерот Христијан Мицкоски, кој кажа дека мерките со намалувањето на ДДВ-то и акцизите за горивата досега дале резултати. Државниот завод за статистика пак измери дека во март годинава инфлацијата се искачи на 4,9% во однос на март лани. Трошоците за храна и безалкохолни пијалоци пораснале за 7,5%. Во однос пак на февруари, таа е повисока за 0,7%. Е дека на месечно ниво, февруари спрема март, инфлацијата е 0,7% и е пета најниска во Европа позади Белгија, Естонија, Словенија и Словачка. Со сиот ризик дека повторно од одредени структури ќе бидам нападнат, но тоа се факти, тоа се бројките. Дали во вторник на владина седница ќе се донесат нови таргетирани мерки како намалување на данокот на додадена вредност и ограничување на профитната маржа на трговците, ќе се знае откако ќе се разгледа извештајот на пазарните инспектори. На последната владина седница го задолживме Министерството за економија и труд да во периодот направи компаративна анализа помеѓу цените на основните прехранбени производи на почетокот на февруари и почетокот на април оваа година. Очекувам дека сега во вторник, мислам 14, ако не се лажам, е седницата, така вторник е 14, ако не се лажам, ќе Министерството за економија и труд ќе излезе со детална анализа и тогаш би можеле повеќе да кажеме. Од СДСМ пак обвинија дека народот е гладен додека власта се гоштева. Мицкоски, народот е гладен. Граѓаните се со празни фрижидери и празни џебови. Немаат ниту за една скромна великденска трпеза. И додека народот едва и преживува, го брои секој денар, вие, како Луј 14, заедно со владините функционери, се гоштевате по скапи хотели. И тоа со парите на граѓаните. Нема пари за 600 евра минимална плата, нема пари за субвенции, нема пари за младите, а нема пари ниту за мерки за граѓаните. И покрај како што предупредуваат експертите дека ова е историски најголем обем на криза, премиерот вели како влада прилично стабилно се справуваат. Уверува дека имаме доволно количини на горива. Не се планираат ограничувања за соседите кои точат гориво кај нас, иако некои бензински пумпи за 3 до 4 пати ја зголемиле потрошувачката.